Европа подготвува терен за Европска геополитичка заедница или така наречена втора лига за земјите од Западен Балкан и Источното партнерство на Европска унија, меѓу кои и Украина, која се обидува да стане кандидат на ЕУ ова лето. По Макрон, идејата ја конкретизира и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, кој нагласи дека заедницата ќе се стреми кон приближување и зајакнување на соработката за справување со заедничките предизвици. Според Мишел, идејата е лидерите на земјите од така наречената втора лига да се состануваат најмалку 2 пати годишно. Земјите од Западен Балкан, земјите кои се приклучуваат од нашето источно партнерство и другите европски земји со кои имаме блиски односи се првите на кои мислам. Лидерите на земјите кои би учествувале во овој проект ќе се состануваат најмалку 2 пати годишно, а надворешната политика би била најважната област на соработка во таа заедница. Ваквата идеја за Македонија не е опција, реагира лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Тој не сака да размислува за втора лига, туку за место на Македонија во првата петторка, оти сме направиле повеќе од кој било друг. Македонија е MVP во тоа друштво и треба да биде во првата петторка во првата лига, бидејќи историски гледано, но и во поновата историја, како и да земете, можете да заклучите дека Македонија многу повеќе од било кој од овие држави направи за европските вредности. Во таа прва петторка прво бевме спречени од нашиот јужен сосед, поради она би рекол глупаво барање за кое што беше поврзано со името и тука тапкавме во место децени, за да сега имаме уште поглупаво барање од страна на нашиот источен сосед и мислам дека е редно време Европа да остане принципиелна на своите ветувања. Конкретниот план на Макрон и Мишел за премиерот Ковачевски пак е само размислување. За ова тој разговарал и телефонски со францускиот председател Емануел Макрон. Сепак, доколку сценариото се случи, тој не верува дека ќе влијае негативно на процесот на проширување во Европската унија. Во моментов тоа се размислувања и концепти кои што се уште не се презентирани на Европскиот совет. Но сепак во Европската унија постои процесот на проширување, во кој што процес ние сме дел и секако дека тој процес на проширување, кој што е направен според новата методологија на кластери на отварање на поглавја, не треба и јас верувам дека нема да биде засегнат од нормално усогласувањето на Европската унија со новото геополитичко окружување. Проектот наречен Европска политичка заедница беше предложен минатата недела од францускиот председател Емануел Макрон. Макрон побара од Европската унија да најде нови начини за политичка соработка со државите што не се членки на унијата, и тоа во областите на безбедноста, енергетиката и во транспортот.